фирмите кои што се спомнати, прв пат ги слушам и прв пат ги гледам. Значи, освен невладината организација, која што ја формирав кога останавме без работа во А1 и за која што си платив се што требаше, сите давачки кон државата, меѓутоа никогаш не профункционира, ниту еден денар не поминал низ нејзе. Веќе тогаш почнавме да се организираме во портали да работиме. Една од фирми, таа компања, фирма на мојот сопруг, каде што не знам зошто е спомната, никаде не фигурирам. Човекот си ги плаќа сите давачки кон државата, си работи сметководство. Сите останати фирми прв пат ги гледам и прв пат ги слушам. Мислите дека имам златарница? Ке бев толку богата? Значи, не знам зошто е ова и од каде ги извадија. Дали воопшто барале може би под името Точи некаде во Македонија да фигурира, меѓутоа семејството на маж ми може би има роднини, може би има некоја неповрзаност. Не знам, воопшто не знам од кај ги извадиле тие работи. А колку што знам, златарницата Смарагд е на едни прилично богати луѓе од Скопје со кои што јас навистина немам никаква врска. Извинување од дневник ќе барам демант, меѓутоа ништо не ми значи после сето ова. Значи, дефинитивно ќе тужиме, верувам дека сите колеги заеднички, меѓутоа и приватна тужба ќе поднесам и работата ќе ја терам до крај. Значи, сакаа војна, ќе ја добијат. Досега работев честно и професионално, се обидував да ги запазам сите новинарски стандарди, меѓутоа, очигледно, работите не одат баш така. Работата ќе ја терам до судот до Страсбур. И сметам дека сето ова е да се скрене вниманието од текстовите, од аферата со милионскиот тендер, со мајката на Ивона Талеска, за да се скрене вниманието и еден вид начин и освета, еве кои новинари имале фирма. Значи, едно е да имаш фирма и да работиш легално и да пријавуваш данок, а друго е да добиваш милионски тендери. Не, новинарката не контактираше, значи текстот ми дојде како шок синоќа. Јас преку социјалната мрежа успеав да ја исконтактирам нејзе и рече дека имало време, дневник не се затварал, па така да планирала од понеделник да не побара од кога ќе го објавила текстот. Што е нормално непрофесионално.